Во овие утренски часови во Македонија наутро всушност ја вие доловуваме приказната за 13-тото патување на патувачкото кино на Македокс, кое што ќе се одржи во два дела. Истото започна во понеделникот во Струмичкиот регион, а детали за програмата и распоредот на проекциите ова утро ќе ни открие Петрула Велјановска, програмски селектор на Македокс. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Здраво, Никола, фала ти што дојде со екипата тука во паркот Шопен да позборуваме малку за патувачкото кино на Македокс. Благодарам што прифативте поканата да говорите за Македонија наутро. Ако по ништо е препознат ли фестивалот на креативен документарен филм Македокс, тоа дефинитивно е патувачкото кино, кое што всушност е старо колку и самиот фестивал. Од каде потекна идејата за негова реализација и каков беше предизвикот да се реализира низ годиниве наназад? Па да, како што кажеш, од самиот почеток, кога почнавме со организација на фестивалот Македокс тука во Скопје, истата година и после фестивалот имавме и патувачко кино. И така да се до денес, секоја година, пред фестивалот или после фестивалот, одбираме еден регион во Македонија, и во тој регион одбираме неколку села, од прилика околу 6, 8 или 10 села, во секоја година различно. И со нашето, како ние што кажуваме, магаренце, одиме со филмови и им прожектираме документарни филмови на луѓето таму. И зашто магаренци, како започна ствари целата идеја, затоа што во тој период ја прочитавме книгата на Илинденка Петрушева, која што пишуваше во тој период за старите кина и како во тоа време уствари луѓето на магариња и со арабаџиски коли ја носеле киноопремата, некогаш за да прикажуваат филмови во малите градчиња и села ширум Македонија. И нас таа идеја ни се виде во тоа време многу интересна. И кога пишувавме како ќе се реализира и како ќе се организира фестивалот, ја додадовме оваа идеја и фала Богу ја реализиравме и веќе 13-та година се случува тоа патувачко кино низ Македонија и можам да кажам дека навистина уживаме во сето тоа. Токму една од главните цели на ова патувачко кино е да се децентрализира културата во државата и всушност да ја донесете магијата на филмот и во оние предели на државата кои што немаат можност да уживаат во вакви кинопроекции. Споменавме годинава, традиционално 13-тото издание на патувачкото кино е всушност предвесник на фестивалот на креативен документарен филм Македокс. Во понеделникот беше стартот всушност на програмата. Каде и кога точно стартуваше првата проекција, со што го отворивте годинава патувачкото кино? Оваа година патувачкото кино решивме да биде нели во два дела. Во првиот дел пред фестивалот една недела да се движиме низ Струмичкиот регион, а по фестивалот решивме повторно да го посетиме повторпат през Панскиот регион. Оваа година програмата започна во понеделник. Требаше првата проекција да биде во селото Пиперево, но поради одржување на фудбалски турнир, ја преселивме проекцијата во селото Василево. И вчера беше проекцијата во селото Велјусе и понатаму имаме оваа недела уште 3 проекции во Моноскитово, Босилево и Габрово. И секоја година фактички ние одбираме прво имавме идеја филмовите од фестивалот, кои што биле таа година, да ги прожектираме и низ Македонија, но потоа свативме дека тоа не е толку привлечно баш за тие краишта, дека многу попривлечно да им прикажуваме постари филмови кои што најчесто ги земаме во соработка со Кинотеката на Република Македонија и се трудиме тие филмови да бидат од нивниот крај, што на нив има некако попривлечно да ги гледаат и поинтересно. Така да најчесто програмата ја правиме според регионот или одбираме филмови, кратки и долгометражни филмови кои што се од Македонија или од регионот, од Балканот. Последните години, затоа што свативме дека децата ни се најверната публика, посебно по тие мали градчиња и села, правиме секако и слот од кратки анимирани филмови кои ги добиваме во соработка со светски реномирани фестивали како Доп Лајпциг и други. И
кој исто така што кога им објаснувам за какви потреби ни требаат нивните анимирани филми, морам да признам дека се воодушевени од оваа идеја и навистина се радуваат дека ќе им бидат прикажани тие филмови во такви, например, прекрасни природни амбиенти по тие мали села низ Македонија. Споменавме во текот на разговорот, годинава патувачкото кино ќе се одржи во 2 дела. Вториот дел на патувачкото кино е предвидено да се одржи во септември, тоа во Преспанскиот регион. Што точно ќе биде понудено на публиката од тој дел на Македонија? Па еве, како што кажав, како што секоја година одбираме филмови и тогаш во зависност од моментот и каква ќе биде публиката, ќе одбираме и филмови за Преспанскиот регион. Така што се уште конкретно не сме размислиле програмата за Преспанскиот регион, но во секој случај ќе бидеме таму и ќе има атрактивни предпоставувам наслови секако со ланите и со децата таму, затоа што тоа обично од реализацијата на таа програма оди секако многу поспонтано, во смисла на тоа дека ние не само што доаѓаме директно на местото и прожектираме филмови, него најчесто и пред филмовите гледаме да имаме ручек со нив, да заедно да приготвуваме ручек и да се дружиме со нив од производите кои што они ги произведуваат во селото, така да многу често они не канат на казан граф или не знам кога сме биле во Струшкиот регион, на риблја чорба или на белвици и така тоа е се гледаме тоа да биде повеќе како една фешта, како едно фестивалско доживување за нив, а не да биде толку формално. Она што е интересно да го кажеме за гледачите е дека во рамки на патувачкото кино годинава ќе се одржи и првата сесија од 4-та генерација на школа за млади документаристи на Македокс до Николци. Какви активности ќе имаат младите документаристи во тој дел? Во последните неколку години од кога почна школата за Доку Николци, ова ќе биде 4-та генерација на Доку Николци, ние навистина сме среќни за тој што го стартиравме тој наш проект, затоа што децата кои што се пријавуваат на Доку Николци често доаѓаат последниве години со нас на патувачкото кино и они навистина се радуваат на сето тоа. Активностите пред се им се околу организацијата, нели, што работиме ние при организацијата на патувачкото кино, како не знам, местење на платното или дури приготвување на ручек. Значи покрај тие стандардни, например, активности што ги имаат, разработки на идеите за нивните идни филмови и како тие ќе се снимаат. Така што добро се дружиме со нив, дури сме имале со нив и екоакции, например во Радош, да тогаш често пати ја чиставме плажата таму кај Кампо Треска. Ја мислам дека они добро се забавуваат со нас, а вака според фотографиите што ги гледам од минатите години, мислам дека и они добро се забавуваат со нас. Многу од нив после тоа имаат и сесии нели за време на фестивалот и после фестивалот кога почнуваат практично да ги реализираат фактички своите филмски идеи. Така што многу од нив и сега запишаа монтажа, режија и почнаа да студираат некои гранки од филмската уметност. Така да сега ќе биде 4-та генерација, па ќе видиме, се надеваме на се најдобро и што е најинтересно дека дел од нивните кратки филмови што биле реализирани со Доку Николците, биле прикажани на некои регионални филмски фестивали, како например на Фризон, Слободна зона фестивал во Белград и на Докуфест. И сега исто така и оваа година три краткометражни филмчиња од Доку Николците и оваа година ќе бидат прикажани на Докуфест, така што имаме и добра соработка со регионалните фестивали во однос на тие филмови. Од она искуство кое што го имате досега во изминативе 13 години, каков е интересот за проекциите кои што ги организира Македокс во рамки на своето патувачко кино и што е она што најмногу сака да го гледа македонската публика?
Во секој случај на саланите и на децата, како што кажав, им е интересно, нели ние стално викаме дека да, за жал понекогаш одиме и во села, каде што по 40 години не стапнало, не виделе луѓето кино. Кога влегуваме во селото, децата многу често трчаат по нас и тука кога не гледаат уствари како ние ќе местиме целата проекција. И не прашуваат што ќе има сега, што филм ќе гледаме, и они ни се главниот пиар низ селото. Добро, да, ние често пати 3-4 дена пред проекцијата доаѓаме да залепиме постери за патувачкото кино или збориме со кметот што ќе се случува во тој ден во селото. И често пати ние ги прашуваме нив што сакаат да гледаат. Дури последните годините пред короната одевме и по некои албански села и тука исто така прекажувавме филмови. Една година дури имавме и соработка со Република Албанија и имавме патувачко кино околу езерото, кое што ние го нарековме, така што беа опатени 4 села од македонската страна на езерото и 3 села од албанската страна на езерото, и морам да признам дека и од двете страни, мислам, бевме одлично прифатени. Они уживаат во проекцијата Под отворено небо. Мислам дека тоа амбиентот им е најинтересен. А викам сега програмата, од прилика гледаме тоа да бидат пократки филмови, затоа што сепак нивната концентрација. Така. Треба да се задржи. Во секој случај споменавте сите проекции се Под отворено небо, тоа дава една посебна атмосфера, едно посебно филмско доживување, би рекол. Она што исто така треба да го кажеме за гледачите, дека сите проекции се бесплатни. Од тука колкав е предизвикот да се организираат вакви проекции пред Под отворено небо и всушност кои се вашите очекувања од годинашното патувачко кино на Македокс? Предизвици секогаш има, ко прво треба да одбереш локацијата, а ние се повеќе и повеќе сакаме да идеме во поодалечени локации. Например, многу ни беше интересно патувачкото кино во Порече, кога ти се отвара еден предел на Македонија кој што никој не си го ни перцепирал дека е толку планински, дека толку има некој посебен шмек, затоа што обично одиш Скопје Охрид или Скопје Гевгелија, нека Грција, ова е некако отпад. Места, дефинитивно, да, треба и да се ние истражат. секој сме сакале со кино опремата, што е можно повисоко да идеме, да бидеме поблиску нели до звездите. Така да, мислам, секогаш секој регион се носи некои своји предизвици. Верувам, да, дека и ова 13-то издание на патувачкото кино ќе биде одлична најава за 13-тиот Македокс, за кој што секако ние ќе говориме во периодот кој што следува и секако повторно ќе ви имаме во утринската програма со цел да го испромовираме овој фестивал на документарен филм. Да, фала ти на поканата, се надевам ќе се видиме наскоро и да позборуваме и за Македокс како фестивал тука во Скопје. Дефинитивно ќе закажеме ние повторна средба во скоро време. Во меѓувреме јас ќе ви посакам успешна летна агенда со филмската програма на Македокс и патувачкото кино и убеден сум дека во подготвената програма на патувачкото кино ќе уживаат сите подеднако, како оние страствени љубеници во документаристиката, така и сите оние граѓани чии населени места ќе ги посетите токму во следниот период. Фала ти Боже. Благодарам, ние се гледаме секако во следна прилика. А вие почитувани, не заборавајте до 24 јули во Струмичкиот регион ќе биде сместено 13-тото патувачко кино на Македокс.